Благодарам на присуството. Ова пресконференција е во однос на односите помеѓу Македонија и Бугарија. Отсуството на државна стратегија не доведе до точка на студена војна со Бугарија. Згора на тоа, Македонија има блокирани европски интеграции и е поставена во позиција се што Бугарија бара да биде подпишано и прифатено од страна на владата на СДСМ. И не се само уставните измени во прашање. Исто како што и договорот со Бугарија за добрососедство не беше првата и единствена работа што ја бараа бугарите, туку само отворена Пандорина кутија. СДСМ и ДУИ туркаа агенда дека ги затвориле отворените прашања со Бугарија, а со тоа и дека се решени сите спорови. Не помина долго време. Сите гаранции и фалби на владата на СДСМ и ДУИ паднаа во вода и добивме вето од Бугарија. Изјавите на владата на СДСМ и ДУИ беа надградени од Стево Пендаровски, кој јавно изнесе и кажа дека националната фигура број 1, националниот херој број 1 на Македонија Гоце Делчев бил етнички бугарин. Такво понижување од претседател на држава дотогаш не беше слушнато. По изјавите на Пендаровски, целата извршна власт беше едногласна со поданичкиот однос кон Бугарија. Сите негации ги прифатија и ги туркаа на штета на Македонија, на штета на историската вистина и на штета на фактите. И покрај сето веднење на кишмата, Македонија не престанува да биде понижувана и македонците не престануваат да бидат понижувани. Заклучокот од ова кратко навраќање на историјата на односите помеѓу Бугарија и Македонија им е јасен на сите. Поданичкиот однос не вродува со плод, државата е понижена и позициите се нарушени, позициите се на најниско можно ниво. Секој си го поставува прашањето што е длабоката позадина на поданичкиот однос на владата на СДСМ и на ДУИ. Тие молчат затоа што се во гуша со криминал и корупција. Тие не се честни и во Македонија владее криминалот и корупцијата. Тоа е јасно констатирано од бројни меѓународни институции и немањето ефективна битка со организираниот криминал и корупција, како и невоведувањето на функционален систем на владење на правото, е основната причина зошто се надеваат дека со поданички однос кон Бугарија ова ќе биде заборавено и ќе им биде простено. Денес има целосно дезориентирана влада. Влада која нема одговорено соодветно ниту на една единствена провокација од Бугарија. Влада која што молчи и влада која што подклекнува на сите притисоци. Не се доволни оние неуверливи изјави дека ја согледале ситуацијата и знаеле дека ова било резултат на некакви си странски структури и служби. Ако е така, тогаш нека кажат кои се тие странски структури и служби и што превземаат за да го санкционираат тоа. Зошто дури до 4 февруари ќе се чека да се види дали и кој воопшто ќе биде прогласен за персона нон грата, односно нема му биде дозволено да влезе во Македонија, и зошто се чека до 4 февруари за да не се стави крај на овај негаторски однос и негаторски изјави од Бугарија. И на крај, сите механизми се кај оваа влада и тие се тие кои што можат да действуваат. Бараме неколку работи. Првата работа. Државата сериозно да ги преиспита наводите кои самиот Пендаровски ги кажа дека здруженија, фондации, поединци и агентурни мрежи од странски држави се вмешани во креирањето на сите овие проблеми кои што се случуваат во државата и провокации со директно негирање на Македонија и македонскиот народ. И за истите да се излезе со детален извештај со кој што ќе биде информирана македонската јавност. Второ, финансиските институции на власта да го проверат финансирањето на дел од овие здруженија и внесот на странски пари и многу битно потеклото на тие пари со кои што овие здруженија во државата тераат антимакедонска политика. Трета работа која што ја бараме, државата, потешно владата на Ковачевски и Бујар Османи, како премиер и министар за надворешни работи, да се заинтересираат
за делувањето, целта и постоењето на бугарско здружение во Корча, соседна Албанија, каде што во целата област живее мнозинско македонско население. Зошто досега не се побарани одговори за ова нити од Еди Рама, нити од властите во Албанија, на кој начин дозволуваат да се негира постоењето на македонското национално малцинство во Албанија, кое што таму живее со векови. Четврто, владата досега нема ниту една посериозна реакција во однос на било кое отворено негирање на македонската нација, историја и јазик. Затоа постојат македонски институции, тие мора да се спротистават на отворената кампања против Македонија. И петто, бараме македонската влада да побара доследно спроведување на пресудите добиени во Судот за човекови права во Страсбур, во насека на заштита и признавање на засебноста на македонците во Бугарија, нивното право на здружување, нивното право на учество на избори, нивното право на образование на мајчин јазик, како и нивното право на национално определување како македонци. Должност е на Македонија да се грижи со сета сила и аргументи за правото на сите македонци каде и да се наоѓаат. Ви благодарам на вниманието, повеле ако има прашања. Да. Мислам дека тука има два моменти. Прво, со овој предлог на резолуција или декларација на Комисијата за надворешни работи на Бугарското народно собрание, уште еднаш се потврдува тезата дека барањата на Бугарија немаат крај. Тоа е најдобар демант на сите оние изјави кои што беа давани во текот на 2017 година, дека прашањата со Бугарија се затворени, кога се подпиша така наречениот договор за пријателство и добрососедство, кој што не е нити за пријателство, нити за добрососедство, и во кој што Македонија беше понижена и особено македонскиот народ, со тоа што се прифати дека македонскиот и бугарскиот народ имаат заедничка, односно споделена историја. Така што овие најнови активности на Бугарското народно собрание одат токму во потврда на оваа теза дека бугарските барања немаат крај. Тоа е прво. Второ, она што многу загрижува е што, да ја подсетам јавноста, Македонското собрание донесе декларација во која што беа испишани така наречените црвени линии, кои што владата треба да ги почитува во односите помеѓу Македонија и Бугарија. Ништо од овие црвени линии не е испочитувано и клучното прашање не е зошто Бугарија носи декларации, тие можат какви сакаат декларации да си носат. Клучното прашање е зошто тие документи кои што Македонското собрание ги усвојува и се обврзни, не се почитуваат од владата на СДСМ и ДУИ. Да, повелете. Имавте едно интервју на телевизија 21 во кој рековте дека не го препознавате Арбен Таравари и не знаете зошто наеднаш почнал така да се однесува. Вчера имаше случај се објави дека по една навистина коруптивна цена, многу ниска цена, купил куќа во една елитна скопска населба, а во исто време даде изјава дека нема да влезе во владата за Бурек. Како ќе ги прокоментирате овие неговата постапка и неговата изјава? Па, јас кажав и стојам позади тоа дека јас овој Арбен Таравари не го препознавам, познавам еден друг Арбен Таравари и навистина ми е жал што го гледам во вакво издание. Прво, не можеме да извлечеме заклучок од изјавите. Не само што ги менува секој ден, туку во едно исто интервју или изјава, она што ќе го каже во првата минута, самиот го демантира во втората или во третата минута. Една од најсмешните тези е дека влегувал во владата за обезбедување на уставно мнозинство од 80 пратеници, ако сите се свесни дека такво уставно мнозинство нема. Мислам дека сака да влезе во владата заради математика. Сега дали математиката е бурек или нешто друго, треба самиот да одговори и да каже, но јасно е дека сакаат да влезат во владата заради математика. На крај тоа е нивна одлука или негова одлука. Може би е уценет, има и такви
работи кои што се слушаат во политичката чаршија, но јас не би сакал да шпекулирам повеќе од ова. Јасно е дека Алијанса веќе влегува во влада, ќе го зголеми мнозинството со 8 пратеници, тоа значи дефинитивно немање шанса за предвремени избори. Вие упадно го барате тоа, како ќе стигнете тогаш до такво решение? Според нас, во ваква ситуација, која што сега е само надополнета со случувањата со Бугарија, во ситуација на девастирана економија, на криминал и корупција кои што цветаат во секој сегмент и на дополнително национално понижување, ова влада нема никаков легитимитет да продолжи да владее и единствено решение се предвремени парламентарни избори. Свесни сме дека во рамки на собранието има пратеници кои што размислуваат различно од оваа влада, а формално се дел од владеачкото мнозинство. Тие пратеници очекувам во следниот период да се охрабрат и Македонија да оди на предвремени парламентарни избори, така што опцијата е се уште отворена. Благодарам на сите. Благодарам.